почитувани ученици, родители, наставници. Денеска од темата вежби за обликување на мускулатурата на телото ќе направиме вежби со реквизит јаже, кој е вака доста интересен реквизит, но вака за возраст од 1 до 5 оделение ќе дадеме повеќе вежбички за загревање и стегнување и вежбички кои што повеќе ќе се да речеме на пот, како некој игра со јаже и ќе покажеме едно, две, три свртувања, каде што понатаму со текот на зголемувањето на возраста на ученикот би требало подобро да го совладува вртењето на јаженце кое што може да биде во различни насоки. Еве започнато во загревање ќе го поставиме во една така да кажам по форма на буква П и во неа ќе пробаме да изведеме загревање, да кажеме ќе трчиме од едната страна, па ќе влеземе во буквата, па ќе излеземе од другата страна позади, па ќе се вратиме пак во буквата, па ќе одиме од оваа страна. Сега ова вежба можеме да ја продолжиме и ќе ја продолжиме со едно кружно свртување околу, па пак влегување внатре и излегување од оваа наша буква. Добро, сега една нова ќе биде во буква, една надвор, па ќе направиме вакви подскоци славо, но по тие поскоци, два пати по 4-5 поскоци, ќе направиме поскоци од свртување со една нова во буква, а свртувањата ќе бидат во скок од 180 степени и назад, но бидејќи кажеме го имаме на горниот дел на буквата П, можеме и со скок од 90 степени, ако е доста тешко за вас да направите скок од 180 степени. Еве, со неколку вежбички веќе во 2 минути направивме некоја подигнување телесна температура, зголемување на протокот на крвта, значи зголемување на циркулацијата, да ги наполниме мускулите со крв, да ни бидат еластични, за да продолжиме во делот на часот каде што ќе ги направиме вежбите за истегнување. Овдека јаженцето ми е на 2 дела сега, може и на 4, еве во некои вежби ќе направиме за загревање на раце, па од надрачување напред, до горе, до предрачување напред. Ќе направиме 7-8 вежби, но веќе рацете сигурно ќе ви се заморат, па идеме горе, позади, горе, напред, горе, позади, горе, напред, горе, напред. Еве, дури и со кружни движења, може и вие да го работите на тој начин, а јас ги направив за да можете да ги видите како ги и се изведуваат овие движења. Еве едни мали прекрстувања на рацете со јаженцето. Овдека можеме да го искористиме да ја истегнеме горната рака со тегнење вака на јаже кон долу и да смениме рака, обратно, да направиме во друга рака, да направиме истегнување, тегнење на рацете кон назад. Во ред, одиме со јаже во предрачување, можеме да направиме добри засоци, бидејќи едната и другата рака сега ги спојуваме преку јаже и кога ќе потегнеме со предната рака, веднаш ќе ја носи и задната и ни дозволува да направиме убави засоци на тело. Од овдека ќе направиме и отклони, но сега ќе се потрудиме да направиме отклон и засук во комбинација. Засук, па предклон напред. Се враќаме. Засук, па предклон напред. Стишуваме. Засук, предклон и веќе малку ја усложниме делото и ноги за норитме раците. Овдека можеме малку вака да се стегнеме во една положба, вака,
но да се потрудиме да го изправиме грб. Како да сакаме да го развлечеме јажето, а може да пробваме и, еве, ако го дадеме малце, за мене малку ќе треба да биде подолго, може да пробваме од надрачување позади да го префрлиме и пак да го вратиме. Кој може и веднаш вака, може со две раце, кој не, може и да ги свитка, но важно е да се пробва. Поред еве сега ќе пробваме вака пуштаме јаженце, да направиме 1-2, па да излеземе од друга страна. 2, па да излеземе од друга страна. Ако сакаме да биде потешко, малку потесно ќе го фатиме, па 1, 2 и се овде, па од друга страна. 1, 2, па од друга страна. Поред. Сега ќе направиме став споен. Ќе пробваме со нозе исправени, ќе пробваме да се влечеме за јажето и полека да ги изтегнеме нозете, но и да го свиткаме трупот колку е можно повеќе кон долу. Поред ќе направиме вежби за исчекурување напред и подигнување со јаже, доста е добро, бидејќи им дава можност да функционираат заедно, избалансирано, контролирано, така. Но, еве сега малку и со преднажување и предврачување горе, допреме и полека ќе ги превршиме вежбите за истегнување. Јаженцето може да го поставиме по цела должина, еве јас ќе го поставам, вака од прав агол, така, за да можем да ги покажувам вежбите и во двата правци, односно камерата и во страничен агол на камерата, за да биде по-добро за вас. Поред, тука можеме малку пак да направиме игрички со разни подскокнувања. И вака, одвижење, така, безменично. И вие да го повторите ова барем од 2 до 3 пати, но можете на една должина да издишате, па пак да продолжите. Овдека ќе одиме странични сокови изменишти, па одмараме, па можеме и овдека да ги направиме истите, за да вие по-добро видите, но сега ќе одам и на назад, така. Доста интересно е кога јаженцето е вака, не е преклопено, да речеме, или само колку што јаже до пилината, добро каде што можеме и да пробаме да вкрстим вака и да скока. Значи, подотика вкрстен, па дури може веднаш, може и на назад, ајде ќе го направим, но може да се проба и веднаш да се оди вкрстено, без овој дел каде што одиме расчекуват. Значи, да пробате да вкрстите. Значи, најизменично крстуваме. Поред да ги отвориме малку нозите, ќе направиме подолжина на јаже, одиме четворички, и напред, но ќе направиме одење и назад. Не го работиме со другите елементи, со другите реквизити. Не го изведовме со другите реквизити, но ево овдека имаме предност и можност тој јаженце малку да направиме и такви вежби, каде што ќе одиме на назад. Што така? Над вежбите. А да го молиме, може да го направиме и во склек, но да одиме на страна.
повеќе вежби кои што може да изберете една или две да изработите од овие или три, но да ги повторите 4, 5, 6 пати. Еве сега да дадеме некој пример на свртување на јаже, па ќе го поставиме ако има време пак на пот. Овде ќе измериме јаженцето да биде некаде во висина да може нашата надлактица и подлактица да формираат прав агон. Тоа е некоја доволна висина за свртување. И вртиме од зглобна шака, односно го држиме со палец и показалец и пробуваме да свртиме. Сега едноставен чекор ќе покажам со вртење на јаженце од назад, односно кон напред, но со прескокнување на лева, десна, лева, десна. Не бара многу напор, но бара концентрација, значи лактите се изврткуваат со подлатици кон надвор, за да има простор за свртување и да можеме од зглоб на шака да го свртуваме јаженцето. Сега можеме и со десна, напред, десна, лева, десна, лева, напред, и со тоа може да го направиме и назад. Но, ајде сега да ги покажеме свртувањата на напред. Ако одиме од полесно кон потешко, може да направиме едно свртување, да видите, и две подскокнувања. Значи, едно свртување, два подскока. Да го погледнете ова и во страна. Пап, вртење, пап. Ова е нешто што е основно од вежбите за подскокнување, барем во тој период од прво, второ, трето до четврто, пето деление. Но ако имате простор во двор, ако имате простор на викенд куќа, во зграда, некаде на заедничко место поотворено, може оваа вежба со лева, десна, да ја направите и во движење напред, односно во водење, така, или во трчење, односно подскокнување. Истото ќе го направиме со десна лева, и можете да изведете, да речем, интересни скокчиња и подскокнувања, а да ви биде забавно и да искористите повеќе енергија за пократко време и да се чувствувате вака весели и расположени, бидејќи со ова јаженце може да направите многу вежби. Јаженцето може да го поставите и вака, како во змија, да речеме, така малку за да одморим од тие подскоци, па да се обидете, ако сте боси дома или нешто, па да одите за баланс малку по јаженцето, така, и назад. Исто може да го направиме, да имаме малку простор за одмор и за различна вежба. Овдека ова може да го искористиме како препрека или како нешто каде што дома ќе протрчате од десна, лева, десна. Па ќе влезете пак. Лева, десна. Па може да искористите првиот дел од змијата да го прескокнете. Па да го прескокнете со лева нога, наместо со десна. Може да искористите како заскок во далечина, например. Еве сега да кажеме. Сакаме да го прескокнеме целото јаже. Така. И взимаме некој залет кој е 2 пати поголем од ова јаже, значи ова се 2 чекора. Ние ќе земеме 1, 2, 3, 4 чекори. Еден залет, ќе го прескокнеме целиот ток. Уште едно залет, 1, 2, 3, освок се една нога, освок се 2. Ако не големо, бараме големо растојание или напредуваме, еве ќе отвориме уште малку повеќе, па ќе се обидеме да го прескокнеме и ова. И така, значи може безброј игри со ова јаженцето, а сега ќе го поставиме во една осмица. И
Еве ги купчињата каде што можеме со една нога да искористиме. Пак со лева нога. Лева, лева, лева. Па можеме со десна. Десна, десна. Па можеме. 2, 1, 2, 1. Оп, грешка. 2, 1, 2, 1. Сега, ако сакаме да го сложиме ова, ќе направиме повеќе половинки. Ево дури пето излезат од моето ежедневник. Прво, се потрудиме да ги изведеме како што треба. И сега одиме со една нога. Оп, 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 оп. А може и странично да скокаме, да. Бап, 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 бап. Па ќе го поставим со десна нога сега исто. Бап, 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 бап. А можеме и странично. А може и сега и наизменично. Вака, например. Во страна, цик, цак, со една нога да ги скокаме овие дачи. Така, навистина, интересни или во односно на клен за војска, што беше порано играта, хоп, 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 хоп. Значи, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Добре, еве, малку ќе направиме и вежбички за истегнување, бидејќи пократок час со јаженце е вака доста, да кажам, исцрпувачки, бидејќи со учињата. Ќе истегнеме предната положение со свиткување на задната нога. Мислам дека нема да биде проблеми за вас. Значи ја фаќаме долната задната нога, ставаме помеѓу нозе вака, задната фаќаме и ја истегнуваме малку. Не работиме претходно вежбата, но сега ќе пробаме јаженство да го поставиме околу нас и да се истегнеме и да го дофатиме јажето, да се исправиме, да го ставиме на половина на врат и да го завршиме часот овдека. Се надевам дека имаше доста интересни вежби, но сепак може да креирате уште толку сигурно со некои од вашите блиски и да имате уште поинтересни вежби за работа со јаженце. Инаку, во следните часови ќе покажем искокање со двајца, тројца, значи двајца да го вртат јажето, еден да скока, двајца да вртат две јажи и така натаму, за да ви биде поинтересно во идења. Благодарам. До гледање.